Денешната конференција ќе биде кронисување, нели, на сите овие активности, затоа што представува една финална конференција од целиот проект со кој што нели ќе го означиме крајот на овие активности. Во која насока се движи? Во смисла, како што споменав и претходно, представува досегашно заклучување или досегашно не заклучување, туку досегашно утврдување на постигнатите резултати од нашите истражувања и нормално имаме најразлични спикери. Спикерите се од како и од Македонија, меѓутоа така и од Србија, така и од Албанија. Ќе се зборува на тема конституционалните промени, значи измените, да речеме, во уставот, но и сите правни измени во системите, не само во Македонија, туку во поширок контекст во Западен Балкан, во насока на остварување, нели, на постигнување на оние приоритети кои што се поставени во тие евроинтеграцијски процеси. Како во делот на миграцијата и азилот, така во делот на слободата, на безбедност, на границите и така натаму. Така што чести задоволство ќе имаме денес, нели, да сплотиме кај нас на нашиот факултет повеќе професори, да ги соединиме, не само професори, туку и локални чинители, например млади правници, исто на така ќе бидат дел од нашата конференција, ќе го имаме јавното обвинителство, ќе имаме представници од судството, и се разбира представници од универзитетската академска фела. И да не заборавам, ќе имаме секако и млади истражувачи, односно докторанти кои што се како активни во ова насока. Today conference to carry on a debate on the problem of the issue of the adoption of EU legislation by the acceding country, but also to reflect on which are the problems also within member states in the respect of EU law. And so we will look and we will focus in particular on migration issue that are a common problem. Look at if you, for example, you can think about our agreement with Albania concerning the migrants and also the fight against transnational crime. Јас навистина се чувствувам добредојдена на Универзитетот Гоце Делчев, меѓу моите колеги и пријатели на настаните кои тие ги организираат на теми кои што се од исклучително значење, и причината зошто сум денеска на оваа конференција е токму фактот што темата на мигрантите, транснационалниот организиран криминал во контекст на уставите на нашите земји, меѓутоа погледнато и низ перспектива на праксата на Европскиот суд за човековите права е од исклучително значење. Движењето внатре во границите на Западниот Балкан и во рамките на Европската Унија не е секогаш поврзано со мигранти кои што доаѓаат надвор од Европа. Ние го имаме проблемот на мигрирање на нашето население кон Европа, меѓутоа и на друго население кон Македонија. И кога тоа ќе го ставите во контекст на транснационалниот организиран криминал, важно е да се разбере правната рамка, исклучително важно е да се разберат фундаменталните човекови права и водењето на постапки и процеси со кои ќе се загарантира владење на правото во смисла да се сочуват правата на мигрантите, меѓутоа во исто време да се сочува и сувереното право на државата да одлучи кој ќе влезе на територијата на државата и со што ќе се занимава. This cooperation has also produced new forms of bilateral collaboration, like with Goce Delčev University, with which we have signed and are currently implementing an Erasmus Plus interinstitutional agreement on staff and student exchange, and we are here also on that capacity today, together with my colleague Eliona Micha. Actually we as countries, neighboring countries in the Western Balkans, we share the same challenges. We are candidate countries for EU accession that have officially started accession negotiations. Perhaps it seems like we are at different stages at this initial part of the accession process, but we and North Macedonia actually are treated to be in the same group of accession negotiations, sharing, as I mentioned, many similar challenges in framework of adoption of EU legislation and also fight against transnational crime, organized crime,